за или против, јас сум Љупчо Цветановски. За годината која што минува и за настаните што ја одбележа, но и за следната година која што доаѓа како најавена, како нели година на промени, во за или против ќе зборувам со потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добре ден. Добре најдов, благодарам на поканата. Веројатно ова ми е последно интервју за годинава, така што ја благодарам на честа и на можност. Ти благодарам на тебе. Александар, за неколку денови, всушност ќе кажев години, така тргна на години работа, за неколку денови завршува тешката и според многумина преполна со понижување 2023 година според многумина на заборав, година што треба да се заборави, но не и настаните во неа. За жал се случија многу немили работи, можеби ја доживеавме најморбидната афера во историјата на Македонија, аферата онкологија, афера која што заврши, односно требаше да заврши со анкетната комисија и лоцирањето на политичка одговорност, бидејќи 3 месеци потоа, еве помина, нема глас, нема приведен од јавното обвинителство, а она што беше аргументирано и поставено од анкетната комисија како одговорност, наведено по многу закони, точки по точки, беше отфрлено од власта како политизација. Дали онкологија е најдобриот пример, за жал, за функционирањето на ова ненародна власт? Па да, апсолутно сте во право. Можеби јавноста знае, но можеби не, мислам дека не. Воопшто истрага не се отвори за случајот. Онкологија заврши на предистрага, на едно театрално влегување на клиниката, одземање на материјали, и тоа е тоа, нема ништо. Она што се слуша во одредени кругови е дека наводно документите на омилената веледрогерија на власт одговарале со документите во клиниката, но тоа не е суштината, никој не е доволно наивен од тие кои што прават таков криминал да на документи направи грешки. Треба се влезе во суштината и да се види дали тоа што требало да биде давано на пациентите е давано, на кој начин е давано, како е користено и така натака. Председателката на оваа анкетна комисија, Рашела Мизрахи, спреми еден обемен извештај кој што го презентираше на пресконференција пред јавноста, во која што јасно лоцира одговорност. До денес неам информација дека било кој од обвинителството се заинтересира да го разгледа овој случај, што јасно говори дека сакаат да ја заташкаат работава, направија како некоја предистрага и се заврши на тоа, затоа што е јасно дека ова оди до врвот, имено на едно од сведочењата во анкетната комисија, еден од сведоците кажал дека поранешен премиер и поранешен министар се исто така вмешани во оваа работа. Така што многу сомнежи отвара сето ова, но пред се околу хуманиот аспект и околу состојбата на здравството. Состојбата на здравството во Македонија е на катастрофално ниво. Никогаш не било полошо. Нема човек кој што нема мака и кој што не се обраќа до здравствениот систем, вака не било никогаш. И тоа е поразително за Македонија. Најдобар доказ за тоа е што во Македонија цветаат приватни болници. Кога цветаат приватни болници, значи дека јавното здравство е слабо. А кога е слабо јавното здравство, значи дека најголем дел од граѓаните остануваат без соодветна здравствена заштита, затоа што не можат да си дозволат приватно да ги плаќаат услугите за кои што изоѓуваат од своите плати преку придонесите за здравствено осигурување кои што се плаќаат. Така што доста комплексна е состојбата во здравството, лоша, катастрофална. Споменавте во воведот на овој разговор дека ќе зборуваме и за еднината. Еден од клучните сектори кои што треба и ќе го поправаме после претседателските и парламентарни избори е секторот здравство. За жал во Македонија се случија работи кои што порано не се случува. Жал ми е мене што почнуваме вака со црнила, но не обременија сите работи кои што ја стаписа и ничкосаа Македонија. Беше убиството кое што се уште нели е во тек на истрага, убиството на малата Вања и на Панче Жежовски. Како што кажа, вакви работи не се случува во Македонија. Па да, исклучително црна година. Година во која што она што ние со години го зборувавме и кое што не се превенираше, за жал се преточи во најцрни можни работи, именно кога власта не функционира, кога системот не функционира, тоа доаѓа до вакви работи. Кога цвета корупцијата, доаѓа до вакви работи. Основниот проблем на корупцијата не е само парите кои што ги земаат оние кои што се корумпирани, туку рушењето на системот. Јас многу пати, вклучувајќи кај вас во емисија, сум кажал дека клучниот проблем се на Македонија
е дека се корумпирани сите, од најниско до највисоко, од обичен шалтерски работник и службеник до премиер се корумпирани сите. Па кога ќе се искорумпира цел систем, доаѓа до ова до кое што доаѓа, тоа е нарушување на здравствениот систем, за жал слично и со образовниот систем и немање основен ред во државата, кој што води до тоа да чувствуваат политичка заштита луѓе кои што би требало да бидат од другата страна на правдата и на законот. Такви беа портретирани во херои. Тие требаше да бидат патриотите, а ние од ВМРО не предавниците, нели тие беа силните, јаките, ние бевме меките. И на крај таа политика на неказнивост завршува со тоа што монструмите станаа Франкенштейн. Обично тоа е така, кога негувате монструм, тој монструм станува Франкенштейн и копачите на злато стануваат копачи на зло. И затоа имаме ваква година каква што имаме позади нас. За жал се изнагледавме на тројански коњи во минатото, нели претпоставувам како доаѓаат изборите, ќе доаѓаат тоа се полициски проекти. Да. Само за тоа го бива, тоа им е едно наследство од поранешниот систем, од поранешна Југославија, затоа што ова што сега е СДСМ се деца и внуци на поранешните комунистички пред се полициски функционери. Позна удба. Да, и тоа се класични полициски инсталации кои што на кои што им се прогледува низ прсти за кривични дела кои го исторуваат, дали е тоа корупција, дали е продажба на дрога, убиства и така натака, со цел да го напаѓаат политичкиот противник на СДСМ, тоа е ВМРО-ДПМН, и ние сме под постојана антикампања од власта. Ако нешто власта сегашно успешно прави, тоа е антикампањата кон ВМРО-ДПМН, која што водеше во две насоки. Јас сум ги зборувал често, тоа се две добро организирани кампањи. Едната кампања е дека постои некој си голем договор и дека во суштина и СДСМ и не се така големи предавници, затоа што и ВМРО-ДПМН се слага со тоа што го прават, секако апсолутно неточно. И втората кампања е кампања на демотивација на гласачите, затоа што помала излезност, тоа подобро за власта, и таа е кампањата сите се исти. Таа кампања изроди нормално и сурогат политички партии кои што треба да го канализираат тој процес сите се исти, и така имаме на пример политичката партија Левица која што нели го труби тоа секој ден, и тие се полициска инсталација која ќе ги видите во суштина кои се и какви се внатре. Така што овие две кампањи се најскапите и најдобро организирани кампањи на власта, но тие кампањи ја чинат Македонија многу. Тие кампањи ја чинат Македонија преку 100-то место по перцепција за корупција, ја чинат уништена економија, ја чинат двојазичност, ја чинат бугаризација, ја чинат промена на име и ја чинат стотици илјади луѓе кои што заминаа од држава и уште толку кои што размислуваат да си одат од држава, не од економски причини, туку затоа што не ќе да го гледаат ова што се случува овде. И затоа треба се паметни луѓето да не паѓаат на ваква пропаганда. Веќе е се разобличено, веќе е се јасно и ставено на маса, и на следни избори да излезат масовно и да го поддржат ВМРО-ДПМН како единствена промакедонска политичка сила која што може да го заштити македонскиот народ и да ги унапредува позициите на македонскиот народ. Се останато е подпис на национална трагедија за македонскиот народ, и затоа сум убеден дека македонците на изборите на 24 април и 8 мај ќе се паметни и ќе го поддржат ВМРО-ДПМН. Зборуваме за вас која што дефинитивно не функционира, но функционира само за себе, односно сопствените интереси. Најдобар пример според мене за сето тоа што го зборуваме во моментот и претходно, верувам и во иднина ќе се учи тоа по историја, е измените на кривичниот законник, се измените на кривичниот законник со кои што се само амнестира. Ги видовме резултатите, дел од нивните функционери против кои што се водеа процеси во моментов завршуваат со некои смешни казни, некои нени ќе одат во затвор, но и оние што следуваат, тек ќе се разоткриваат криминалите, како ќе паѓаат од власт и како ќе дојдете на власт, се само амнестира со преседан наречен измени на кривичен законник 353, 394, оние фамозни. Се случи тоа што јас го кажав во мојот говор во собрание, кога се поднесе тој закон, имав еден говор во кој што ги предвидов овие работи. Кажав дека овој закон се однесува на двата поранешни генерални секретари на владата, Драги Рашковски и Мухамед Зекири. Гледаме дека или поминуваат полесно или се на слобода. Кажав дека се однесува на министрите од првата влада на Зоран Заев, кои што веќе не може да бидат повикани на одговорност, како и на самиот Зоран Заев за периодот некаде до кај
2019 година, му останува сега само некако да се испере за 20 и 21 и после тоа да биде слободен граѓанин, така што јасно е дека овие измени на кривичниот законник се донесува во корист на власта. Истото важи и за политичарите од ДУИ, а тука секако ние зборувавме за таа работа. Јавно имаше и договор со поранешни структури од ВМРО-ДПМН со цел да се наштети на ВМРО-ДПМН преку создавање проблеми во партијата. Ние го осуетивме тоа и јавно го кажавме и го спречивме, но и тоа беше дел од тој план. И паралелно, затоа што апсолутно свесно СДСМ и ДУИ влегува во овој процес, а ние бевме шокирани кога го видовме текстот на кривичниот законник, на крај паметно ни беше во најцрно сценарио дека таква работа може да се случи. Има спремни две медиумски кампањи, кои што на крај завршуваја со исто, а тоа беше доколку ВМРО-ДПМН не присуствуваше на гласањето, ќе беше не присуствува и на тој начин дозволија да се изгласа законот, доколку присуствуваше, како што присуствуваше и гласаше против, дека сме направиле кворум, иако не направивме кворум, затоа што власта направи кворум. А она што не окажува во јавноста е дека законот се пушти со така наречено европско знаменце, и кога се пушта со европско знаме мора да заврши се за 3 дена. Зборувам, комплетно се мора да заврши за 3 дена, а тука лицето си ја покаже и Стево Пендаровски, кој што спружи подпис за саат време од како се изгласа законот, што значи дека имаше една исклучително добра координација помеѓу власта, јасно спремна медиумска кампања за напад на ВМРО-ДПМН и создавање на перцепција сите се исти, јасно лоцирање на противници на актуелното раководство на ВМРО-ДПМН со цел создавање на проблеми во партијата, јасно кои луѓе ќе имаат бенефит со цел нивно амнестирање, а резултатот на сето тоа е уништен правен систем во Македонија. Во Македонија во моментов, повторно, можеби гледачите знаат, можеби не знаат, местење на тендер веќе не е кривично дело, затоа што се избриша целиот тој став од фамозниот член 353 во кривичниот законник. Така што сега тие кои што местат тендери се слободни граѓани, веројатно и медаља треба да им даеме, да им се заблагодариме. До таму отидоа со манипулација, што кога се соочија со сознанието дека јавноста е гневна, рекоа дека има некаква си работна група која што работи измени на целокупниот кривичен законник. Ова било времено, затоа што морало, па се направиле измени на цел кривичен законник. Гледаме дека и нема од измени, нити Р има од работна група, како што и грубо исполажаја дека ова бил германски модел, па беа демонтирани од германската амбасада, како и од Европската комисија, кој што рекоа дека е злоупотребено европското знаменце, така што јасно е дека овој закон беше за спасување. Да, претходно се повикува на фински модел за образованието и не испадна така. Колку вие работи укажуваат, особено ова со кривичниот законник, дека во позадина се уште имаат еден лидер кој што не е така поранешен. Нов началник на Скопската сообраќајна полиција е возачот на Заев, кој што нема квалификации за тоа како помлад или млад полицаец, ги амнестира и неговите најблиски луѓе кои што завршија и исто така неслучајно на суд. Го имаме неговиот намесник поставен нели овде. Премногу работи се вртат. Еве Кочуан Ѓушев не го чепка никој исто така. Димитар Ковачевски не го поставив јас за председател на СДСМ и за премиер, го постави Зоран Заев, така што јасно е дека тој беше негов избор, не е дека таму некои демократски избори може во СДСМ, па овој го избра. Јасно е дека со падобран беше спуштен и му беше дадена власта и во партијата и во владата. Генерално мислам дека се работи за една крими клика од десетина луѓе, кај што спаѓаат врвни министри од сегашната влада, врвни поранешни министри од претходната влада, Штилинска, например, да не ја заборавиме, иако сака да биде заборавена. Значи, се работи за едно јадро од десетина луѓе, кое што беше јадро во СДСМ некаде 2017 година, кое што се уште оценка владае, но веќе сега владеат како добри послужници на ДУИ, затоа што е факт дека ДУИ е тој кој што ја води владава, СДСМ се само подизведувачи и си дозволија да бидат помал коалиционен партнер во владата, што можете да го видите и на последните анкети, каде што веќе се борат за трето место. Значи, убедливо прво е ВМРО-ДПМН, второ е ДУИ, СДСМ со левица се бори за трето место, што јасно покажува дека граѓаните препознаваат во каква подредена позиција се поставија и дека не го штитат интересот на македонскиот народ, иако тие се тие кои што во оваа влада треба да го штитат интересот на македонскиот народ, затоа што тие се македонскиот, условно кажано, коалиционен партнер во владата, но не го прават тоа од причина што
криминалот и правењето брзи пари им се врвен приоритет, а не заштитата на македонските национални интереси. Меѓу другото, еден настан кој што ќе остане исто така како белег на оваа 2023 година е зголемувањето на функционерските плати за 78%, секако во коалиција со Кацарска. Точно, тоа е нешто што го направи ја. Ние дадовме две идеи како може да се надмине целата таа работа. Двете беа изигнорирани, така што од оваа перспектива се гледа дека тоа била договорена работа. Не е прашањето дали платите на избраните и именуваните функционери претходно беа соодветни или не. Прашањето е дали платите на обичниот граѓанин се соодветни или не на тоа што се нови етиката плати. на моментот, така. Точно. Инаку, ако сакаме мора да ги кажуваме работите честно, ако сакаме да се бориме со криминал и корупција, мора тие кои што се на одговорни позиции да бидат соодветно платени со цел да бидат имуни на криминал и корупција. Не од едното со другото. Генерално не може да поставите човек кој што работи за ниска плата или работи без пари, да очекувате дека тој честно ќе работи работата, мора да е соодветно награден. Но прашањето е дали во една ваква економска криза, во услови кога има галопирачки раст на сиромаштијата во Македонија, е прав момент да се направи ова или е буквално подценување на народот и на маките на народот. Ја мислам дека е подценување на маките на народот и мислам дека народот е целосно свесен за се што се случува, многу посвесен од што многу ми намислат. Народот е свесен и тоа е одамна, нели, но дали некој друг исто така го менува своето мислење? Зборуваме за меѓународната заедница. Оваа влада го доби најлошиот извештај за напредок или повеќе и подобро кажано стагнација и назадување. Зборуваме за извештајот на Брисел, на Европската комисија. Веројатно и на меѓународната заедница, особено и на Брисел, им е јасно дека оваа влада нема капацитет за она што го прави и е во 3-4 броја поголеми кондори. Мислам дека извештајот ја сликува реалноста, дури за некои работи е и повторно розов. Да ја потсетам јавноста, јас тука прв кажав дека неколку големи земји членки на Европската унија не се согласуваат со она што се извештаи за Македонија и спремаат своји извештаи. Тоа беше така години назад, кои што се далеку понегативни. Сега тие извештаи се преточени и во официјалниот извештај. За мене проблемот е поголем. Може извештај да има какви сакате. Проблемот е што правите со тие извештаи, дали ги примате препораките и дали се подобрувате. Ова власт нема таква намера, затоа што после таков катастрофален извештај ништо не направи. За слика на граѓаните, извештајот се уште не е разгледан од на пленарна седница во Собранието. Ставе некако 42 точка на актуелната седница, што значи на дневен ред ќе дојде во февруари или нема дојде воопшто, затоа што во меѓувреме Собранието ќе престане да работи заради одржување на изборите и тоа се кажува што мислат во однос на забелешките во извештаите, и ако истите можат да бидат, затоа што се работат од врвни експерти на Европската унија, може да бидат многу добар патоказ за движењето на Македонија. Тоа е како една голема куќа, например, од светот на ревизијата, да направи добра ревизија на некоја компанија. Треба се сретни што има таква ревизија, затоа што таму има и препораки што треба да се направи. Но овдека не случува ништо од тоа. Да ве потсетам дека Европската комисија даде преку 40 препораки за измени во судството и обвинителството. До денес ниедна не е реализирана. Не 4, ниедна не е реализирана. Така што јасно е дека актуелниот систем на криминал и корупција одговара на СДСМ и на ДУИ. Тие сакаат по секоја цена да го задржат, затоа се тегнеа толку и за одржување на изборите, месец плюс, но вкупно има 4 месеци до избори, така што крајот се гледа. Истата работа или буквално дежави ја видовме со најавите, односно обвинувањата за корупција кои што дојдоа од многу меѓународни институции, дојдоа и од Соединетите американски држави. Имавме двајца, еден од редовите директор на ДУИ Мерко, кој што е на црната листа, последниот е буквално Кочан Ѓушев, десната рака додека не го замени Филипчен или Назаев. Повторно нема никакви реакции околу тоа. За корупцијата се зборува, но само се зборува. Знаеме дека исто како за извештајот од Брисел и за корупцијата не се стори апсолутно ништо, напротив, продолжија забревтано натаму. Не може да очекувате нешто да прават луѓе кои што ја создаваат корупцијата.
малце и против природата би било сами против себе работат, да бидам малце ироничен, така што тоа се луѓе кои што се автори на корупцијата, тоа се луѓе кои што ја создаваат корупцијата и го уништуваат системот и не може да очекувате работа против себе. На нив ќе работи новата влада на ВМРО-ДПМН, одговорност има. Не го кажувам ова прв пат. Жестоко ќе се спротиставиме на тенденциите на плячкање на македонскиот народ. Ќе има одговорност и ќе има враќање на средствата украдени од граѓаните. Тоа ќе е еден првите приоритети на новата влада, затоа што редот и поредокот мора да се вратат во Македонија и мора да се знае кои се бандити, а кои не се, но и да се постават стандарди во еднината за ваква влада никогаш веќе да не ни се повтори. Ние сме мала и сиромашна држава, нити нафта имаме, нити дијаманти имаме, нити газ имаме, нити било какви други поголеми рудни богатства, нити излегуваме на 5 мориња па да имаме огромни пристаништа. Едноставно зависиме од трудот и работата со 10 прсти на секој македонски граѓанин кој што се буди секој утро и кој што со мака, со пот ги заработува собствените средства и во такви услови да го крадете народот е не само злосторство кон народот, туку едно огромно понижување и непочитување. И затоа мора и ти има одговорност. 30 години немаше никаква одговорност во Македонија. Властите се менуваја, си правеа дали официјални, дали неофицијални, јавни или преќутни договори да не се чепкаат меѓу себе, со нас договор нема. И тоа е најголемата болка на СДСМ и на ДУИ, што не успеа да најдат начин да се договорат со ова раководство на ВМРО-ДПМН, што не најдоа начин да се договорат со Христијан Мицкоски како претседател и иден премиер на државата, не најдоа пат кај мене или кај некој друг од раководството. И затоа се вака нервозни, затоа што многу добро знаат дека одговорност ќе има по убедливата победа на следните парламентарни и претседателски избори. Ке се памети годината и по Бехтел и Јенка, ке се памети и по Соравија кога внучето на Ахмети ја купи за 20 на милиони евра, ке се памети и по Евровија која што беше поврзана со ОПСЕ средбата, 2 милиона за донатор на ДУИ, ќе се памети по многу работи, меѓу друго и по скоро бесплатното земјиште за фотоволтаици на сопругата на Ковачевски. Но ако гледаме, еден е повторно во предност за ДУИ, еден скандал за СДСМ, 3 за ДУИ, исто слично како составот на владата, како вработувањата. Подобри се ДУИ. Да, повеќе. Мислам 5-1 дека. Така. Видете, нас 5 емисии ни треба да ги наброиме само скандалите годинаваше случаи. Вие сте направиле некој преглед, јас одма да го додадам случајот со лотарија и со злоупотребите со обидот за изгласување на законот за игри на среќа со европско знаменце, внесувањето на Васил Бошков Черепот и неговите компании во Македонија од страна на актуелната власт, водечката улога на Артен Груп и во делот на игри на среќа и на рекет на приредувачите на игри на среќа, да бидам директен. Така што скандали колку сакате има и предводници се дуи во тој дел. Да не зборуваме за бизнисите на пратеници на ДУИ, да не зборуваме за Пуцко Петров, така. Например, така што повторно велам, нема 3 емисии да не стигнат. Формат на војна и мир би ни требало да се наведе се. За жал, само годинава. И тоа нема да е доволно. Имаше и други работи кои што беа цело време во рамките на действувањето на ДУИ. Зборуваме за надворешната политика, зборуваме за министерот Бујар Османи. Како ја гледаш надворешната политика и целиот оној срам и резил што го доживеа? Бујар така малце ја напумпа работата, затоа што веројатно единствениот познат председавач со ОПСЕ Бујар Османи и Македонија, но во ред политиката и за да правите реклама од себе. Но дури и тој настан, кој што требаше да е некаква промоција на Македонија, беше застанат од бандитски тендери, едниот за реконструкција на салата Борис Трајковски и вториот за користење на службени возила, двата заедно околу 4 милиони евра за 2,5 дена. Мислам дека светски рекордери сме. Во Дубај да се организираше настанов, или во Катар немаше со сиот луксус што е таму да потрошат 4,5 милиони евра за 2,5 дена. При тоа тука не влегуваат сместување на гостите, транспорт и така натака, туку само одржување на настанот и логистика. Значи еден
голем настан, оваа година најголем дипломатски настан за Македонија, кај што Македонија можеше добро да се испромовира, пропадна заради криминал и корупција и заради давање тендери на фирми блиски на ДУИ. Така што тие гледат од се да украдат и секаде да направат криминал каде што може да направат, се извинувам. Годинава ќе биде позната и по тоа што започна и завршува за според многумина верувале или не рубриката од вести би било ова, дека ќе има уставни измени. Не се откажуваат. Еве го Ковачевски вчера, Мариши завчера. Дегутантно, безпредметно ја зборувам. Не, тоа е завршена работа. Францускиот предлог се усвои во јули 2022 година, ние сега ќе стигнеме во 2024 година, да беше за гласање 10 пати ќе беше изгласано, ВМРО помане бугарски измени, односно измени на уставот под бугарски диктат не прифаќа никогаш, нити прифати, нити ќе прифати, нити сега, нити како што рече председателот на партијата да стемни 100 години, така што таа работа е завршена. Почна да се редат и странски политичари кои што од време на време еве како шпанскиот амбасадор ни кажуваа дека уставните измени не се единственото нешто и нема тука да застане работата. Претходно и бугарската министерка Габриел кажа, само предпоставувам Ковачевски, Маричич и Османи не знаат во Македонија дека уставни измени не се единствениот услов за Македонија. Ти спомена и претходно дека неколку земји уште претходно, особено околу корупцијата и сето тоа што ни се случува, ни се главен проблем за Европската унија, а уставните измени се, да не речам, погодени за да не тргаат нас. Најдобар доказ за тоа е последниот европски самит, каде што видовме дека доколку има волја кај големите земји членки, се решава. Па логичното прашање кое што сите го поставуваме, го поставувам и јас, е зошто големиот пријател на СДСМ Олаф Шолц, нели така го најавуваат, од исто политичко семејство се, социјалдемократи се, не го замоли бугарскиот премиер да излезе на едно кафе, како што го замоли унгарскиот премиер, и Македонија да почне преговори. Ако толку сите не сакаат, ако во 2030 година ќе не примаат, ако се брилјантни овие од СДСМ и од ДУИ, ако премиер како Ковачевски нема на земјинава топка, факт е дека нема во негативно, не во позитивно, ако тимот во владата е фантастичен, тогаш зошто не направија политички притисок врз Бугарија да не блокира? И проблемот со Бугарија не од вчера, првото вето беше март 2020 година. Значи, добри 3,5 години, скоро 4 ќе станат, Бугарија блокира. Можеа до сега едно 20 на пати да ги замолат да излезат на едно кафе, но не го прават тоа, што говори дека Бугарија е само добар изговор и добар параван зад неколку, односно бидам попрецизен, 5 до 6 големи земји членки на Европската унија, при тоа тука исклучувам Германија, да бидам прецизен, кои што мислам дека Македонија не заслужува почеток на преговори заради високото ниво на криминал и корупција. И додека тоа Македонија не го реши, тие ќе се спротивставуваат дури и на отворањето на преговори за членство не доаѓа во предвид во вакви услови. И за да не се изложуваат себе си да бидат предмет на омраза тука во Македонија, затоа што на крајот на денот цела држава назадува и граѓаните ја плаќаат цената за корумпираните политичари од власта на СДС и на ДУИ, ја користат Бугарија како добар параван да Бугарија го собира гневот. Иначе, да беше обратно, проблемот ќе се решеше за едно предпланне или едно попланне, затоа што не се лажеме. Ние немаме проблем со најсилната земја членка на Европската унија, ние имаме проблем со најслабата или втората најслаба земја членка на Европската унија. Многу повеќе Европската унија и треба на Бугарија, отколку што Бугарија и треба на Европската унија. Една 6-месечна транша за финансиска ликвидност и подршка на буџетот да не им пратат, ќе крахираат финансиски, да не зборувам за повеќе, и сега некој нас се не убеди дека да сакаат големите и моćни земји членки на Европската унија, Македонија почне преговори, нема Македонија да почне заради вето на Бугарија, извинете, ама е смешно и не поминува тој аргумент, а најдобар доказ за тоа е последниот Европски совет на кој што се види дека доколку се има политичка волја и се сака, апсолутно се решни проблемите, плюс да сме објективни, Украина имаше проблем со 3 земји членки на Европската унија кои што секоја се далеку посилни од Бугарија. Имаше проблем со Унгарија, најголем, па имаше проблем со Австрија и делумен проблем со Словачка. Кога ќе ги ставите овие 3 држави и ги споредите со Бугарија, нема споредба. Ако успеа нив да ги изменаџираат, вклучувајќи на крај и финалето со Унгарија, со која што најмногу се спротивставуваше, секако дека може да ја изменаџираат и Бугарија.
И уште еден доказ за целата работа е тоа што ниеден европски политичар досега не се појавил во Софија да разговара со софиските власти, затоа што едноставно мислат дека не треба прават притисок таму, затоа што Македонија не е спремна. Да се избори Македонија со криминалот и корупцијата, јас сум убеден дека првите резултати можат да бидат видливи за 6 до 9 месеци, иако многумина се подсмеваат со оваа моја изјава, но јас стојам позади ова, ќе видите како се сменат работите и ќе се отвори притисок кон Бугарија, кој што во моментов не се отвара заради високото ниво на криминал и корупција во СДС и во ДУИ. Имаме уште многу теми за отворање. Во вториот дел ќе зборуваме за она што ќе се случува во 2024 година. Имаме многу настани што предстојат. Ова беше еден вид на рекапитулар на минатата година. Се враќаме веднаш по рекламите. Со нас е Александар Николовски. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е потпредседателот на ВМРО е Александар Николовски. Александар, следуваат избори оваа година. Една работа која што ќе следува исто така е техничката влада. Од друга страна, дали изборот токму на Талат Џафери за технички премиер од страна на коалицијата СДСМ-ДУИ ја засили потребата од ваше учество во оваа техничка влада? Зборуваме за човек кој што како спикер дузина пати го кршеше уставот, деловникот, нешто што предпоставувам нема да одбегне да го прави и како пример. Дали придонесе и ова? Со ова практично се потврдува тоа што зборував пред 10 минути, а тоа е дека СДСМ стана подизведувач на ДУИ. Партија која што има 12 пратеници во собранието, 10% од скупниот број пратеници, а добија премиере понижување за македонскиот народ и плукање во лице на македонскиот народ. Тоа е поништување на изборната волја на гласачите и целосно ставање на целокупната власт во функција на една партија која што овозможува на овие од СДСМ да продолжат да крадат уште некои месеци. Значи за месец плюс крадење го прават ова што го прават. Но суштината на тоа дали ВМРО ќе учествува или не во техничката влада, за мене е нешто друго, а тоа е обидот да се манипулира со изборите. Знаат и СДСМ и ДУИ дека не можат да победат, но се надеваат дека ќе можат некој пратеник на ВМРО да му намалат, како би можеле, особено ДУИ, да после тоа прават уцени. Тоа е нивниот план, веројатно не сваќајќи ги дека кај нас уцени не поминуваат и дека џабе им е се и дека нема ниедна уцена да помине кај нас, напротив. Но тие си мислат дека е возможно да го направат тоа и затоа пробуваат да прават разни манипулации, па последната манипулација е фактот што не се пополнува составот на Државната изборна комисија. Согласно закон, ДИК има 7 члена, од кои што 4 се од власта, 3 се од опозицијата. Во моментов од опозицијата има 2 члена, представниците на ВМРО, едно место е испразнето, затоа што Алијансата за албанците, откако добија 2 куќи во Тафталиџа на поклон, сменија страна, па од опозиција отидоа во власт, тврдија гума за спасување на ДУИ и Али Ахмети. И тоа место е испразнето и јасен е законот кој што дава јасни прецизни временски рокови во кој рок треба да се пополни Државната изборна комисија и на кого припаѓа местото. Местото припаѓа на ова што е така наречена албанска опозиција во моментов, но самото тоа што не го пополнуваат ова место, јасно говори дека нема влеза честно во изборите и затоа можеби ВМРО треба сериозно размисли во следниот период да прифати учество во оваа техничка влада со цел да не се дозволи кражба на гласовите на граѓаните и да не се дозволи рушење на народната волја на граѓаните. Сепак на крај тоа ќе одлука на органите на партијата. Ние после празниците ќе заседаваме и ќе ги разгледаме сите опции и сите аргументи, но мислам дека треба сериозно да размислиме во оваа насока затоа што власта не е честна. Генерално како модел ние предлагаме да се укине, затоа што е еден хибриден модел кој што не е функционален. А да имаше СДСМ доблест ќе прифатеше, на тој начин немаше дозвола Талат Џафери да стане премиер, но очигледно сакаат да стане премиер, што е понижување за изборната волја на македонскиот народ. Повторувам, не може политичка партија
која што има само 10% од вкупниот број пратеници во собранието да има премиер. Тоа никаде во светот го нема, ваква манипулација со изборна волја, никаде во светот не можете да најдете да политичка партија која што има 10% од пратениците има премиер. Нека најдат втор пример, ќе се извинам, ама втор пример нема. Дали Фројдовски или Нено Ковачевски се издаде и го потврди она што ти го кажа претходно дека се подизведувачи, објаснувајќи зошто Талат Џафери е на вистинското место и дека не е проблем, тој изјави техничкиот премиер доаѓа од партијата која раководи водачката коалиција. Па сите знаеме дека Дуи ја раководи водачката коалиција, сакајќи или не тој си призна. На Дуи треба им се честита. Вакво оставање во ќош на македонска политичка партија и нивна употреба во цели на Дуи, навистина кога го гледате од аспект на Дуи, можете само да им честитате. Проблемот е што е тоа штетно за македонскиот народ и за македонската држава. И што сега само го дозволува, тоа иначе овие нашле бавче ќе ораат. Многу едноставно е вака народски да се изрази. Колку потврда на моментот дека треба да бидете во власта како технички дел, нели, е моментот што го објави вчера Офнет на Трендо, објавија подкуп на 4 месеца пред изборите, Богоев и компанија фатени со шекер, брашно и кафе како делат на 4 месеца пред сега за празнициве. Так. После тоа ќе со прво злоупотреба на буџетот, донесоа разни мерки во наводници кои што ќе важат само до јуни. 1000 денари на овој, 2000 денари на овој и така натака. Подценување. И на крај финално ќе со директно кеш пари по луѓе. Но прво народот е паметен и нема да падне на таа работа. Второ, да им кажам на сите кои што ќе пробаат да направат такви активности дека одговорност ќе има. И ќе по затвори сите кои што ќе се обидат да ја нарушат демократската волја на слободен избор на граѓаните, затоа што тоа е едно исклучително тешко кривично дело и одговорност ќе има и за изборни манипулации. Делење пари или ваква помош по граѓани е тешко кривично дело за нарушување на слободната волја на граѓаните. Нели е безобразно, да не речам бедно, во 2023 година да правите нешто што беше орнамент од почетокот на 90-тите? Некои навики очигледно не се тргаат така. Тие некоја иновација не направија во држава, некоја голема странска инвестиција не направи. Јасно е што прават и како го прават. Така. Не очекуваат изборите, парламентарни и председателски заедно до последен момент тврдеа дека нема да биде така. Многу индикативно што првиот ден кога се согласија на такво нешто, некој кршеше во собранието лаптопи, а следниот ден кога тоа беше официјализирано на лидерската средба во домот на пратеници, имавме пресконференција за малата Вања. 2D фокуса страшни на еден пораз. Кажавме за Левица или, ако сакате, за председател на Левица Димитар Апасиев, затоа што веројатно таму има и луѓе кои што честно, да не речам, наивно влегуваат во приказната, дека се работи за една класична инсталација, полициска инсталација пред се, чија што цел е разбивање на проопозиционото движење во Македонија и разбивање на јасно насочување на народниот гнев кон власта и со тоа подршка на ВМРО-ДПМНЕ како алтернатива на власта. И за тоа всушност Зоран Заев зборуваше јавно на говорница во собранието. До ден денешен не е демантиран, тој кажа дека ги плаќал со цел да работат против ВМРО-ДПМНЕ и да одземат гласови од ВМРО-ДПМНЕ. Ова го кажа Заев, не го кажав јас и никој од политичката партија Левица до денес го нема демантирано дека е така. А од друга страна, тоа е исклучително сериозна изјава. Не видов дека до денес обвинителството покрена барем една предистрага да видат дали е точно или не е точно. Кога премиер, затоа што тоа го кажа ова во својство на премиер, ќе даде таква изјава, тоа е многу сериозна работа и прво што треба да направи обвинителството е да провери дали е тоа вистина или не. Со самото тоа што обвинителството не проверува и ја игнорира оваа изјава, која што веројатно беше дадена во нервоза, во афект, јасно говори дека таму нешто има. Анкетите во низа веќе десетина и повеќе зборуваат за многу голема предност која што имате пред власта, особено пред СДС, но последната анкета беше прва анкета во која што водите 3-1 и прва анкета читам во историјата на Македонија, да не речам, каде што СДСМ се најде на третото место, ти го спомена во првиот дел, третото место се најде зад Дуј. Сега
реалноста е таа, сите ја знаеме на улица, не мора да правиме анкети какво е расположението на народот. Единствено кој што очебидно не се согласува со тоа е Ковачевски, кој што секој ден и вчера исто така најави дека ќе ве победи на секое поле, на секое место, знае нешто што не знаеме ние или пак ја јача својата Надежта партија. постепно умира сега. Так. Мислам, не можеме да очекуваме дека ќе излезе и рече ќе изгубиме на избори. Мислам дека е смешно да се коментира тоа. Јасен е исходот на изборите. Анкетата 3-1 реална или? Мислам дека е многу реална. Клучно е да има висока излезност. Значи, останувањето дома или гласањето за помали политички партии е директен глас за Али Ахмети и за Дуи. Мора да се свесни граѓаните за тоа. Мора да излезат и да го поддржат ВМРО-ДПМН како единствена промакедонска опција во моментов. Повторувам, останување дома со коментар не гласам сите се исти е глас за Дуи и Али Ахмети. Гласање за помали политички партии од типот новија кои што досега коментиравме е глас за Дуи и за Али Ахмети. Затоа мора да излезат масовно на избори и да го поддржат ВМРО-ДПМН доколку сакаат промени во Македонија. Во спротивно, ќе треба да се носат со последиците на сопствената одлука или сопственото неносење на одлука и тоаш нема да е никој крив. На крај, народот бира власт каква што заслужува од Аристотел, навака и од Платон, тоа е познато. Така што мора да излезат на избори и масовно да гласаат на избори за промени, доколку сакаме Македонија да се менува, да добија ВМРО-ДПМН чист мандат, да има мнозинство пратеници во собранието, за да може да ги спроведуваме работите за кои што зборуваме во јавност и за кои што се ветуваме. Последната анкета на Market Vision за потребите на МКДМК изнесе уште два фрапантни податоци, највисоки бројки досега што сме ги слушнали исто така во историјата на Македонија. Верувам дека не случајно се повторуваат овие работи прв пат во историјата на Македонија, никогаш не било. Пензионерите излегува, сето она што ни се случува, немаме учебници и слично, но 90, односно околу 90% од граѓаните во анкетата сметаат дека корупцијата расте, а над 80% од македонските граѓани велат дека Македонија оди во погрешна насока. Јас не сум видел ваква анкета до сега. Над 80%. Над 80% 80 е веројатно сите, затоа што имате некој процент 10-15%. Се плашат, се плашат или се тотално незаинтересирани за било Так. што. Така што тоа е сите. И се слагам, практично не постои човек кој што ќе осретнете, кој што вели дека е добро или дека одат работите во добра насока. Но повторно велам, оваа цела енергија мора да се канализира. Доколку сакаме промени во Македонија, мора ВМРО-ДПМН добие чист мандат. И затоа ни е потребно сите да излезат на гласање, висока, масовна излезност и поддршка на ВМРО-ДПМН. Ќе бидат заедно со председателските. Многу муавети се изнаслушавме и денови претходно. Како стоите со кандидат? Според последните информации ќе се објави доцна малку пред на изборите. 2 март имаме конвенција на која што треба да се случи изборот. Ние имаме еден интересен систем каде што членството бира делегати, електори, кои што после тоа бираат председател, односно кандидат за председател од редовите на ВМРО-ДПМН. Тоа е останато како традиција уште од основањето на партијата, многу личи на оној американски систем на избор на кандидати за председатели во рамки на политичките партии, така што на 2 март ќе го имаме кандидатот на ВМРО-ДПМН, кој што сум убеден дека ќе е идниот председател на Македонија со убедлива разлика. Прерано е да ве прашувам околу имињата за техничките министри, бидејќи се уште решавате Да, околу треба учеството прво во да донесеме техничката. формална одлука дали ќе учествуваме или не, па после тоа зборуваме за имиња. Така. Како и да е, преземањето на власта, според последните не само анкети, како што кажав, и расположението на граѓаните е очебино, но ве чека многу жежок костен. Имаме проблем на секое поле, девастиран систем. Повторно велам, Да. клучно е да имаме чист мандат. Ако имаме чист мандат, полесно ќе ни е да ги туркаме процесите и проектите. Доколку немаме чист мандат, верувајте, ќе е многу потешко. Туркаме или ќе истуркаме за кај да е некој ден уште една тешка година во низа, преполна со Можеби и најтешка понижувања, со срам и во со се независноста на Македонија. што го истрпевме. Дали еве 24-та година за 4 месеци ќе ја прекинете оваа грда Па низа? тоа е наша задача, Так. историска улога во моментов. За Не, крај. не џабе си ги трошиме годините и животот. Не го правиме тоа што немаме што друго да правиме, туку затоа што имаме една јасна посветеност и сакаме Македонија да е попристојно место за живење, да е изчистена од криминал и корупција, да расте економијата, да почнат луѓе да доаѓаат во Македонија, а не да си одат.
ова општа депресија која што постои кај народот да се разбија, да се разведри народот и да слушаме главно добри вести во медиумите. Тоа е нешто што сакам и ќе го видиме во 2024. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам, беше задоволство. Поздрав на сите што не гледаја и да посакам убави празници, да видат многу повесели и попозитивни од ова што го гледаја граѓаните изминативе 365 дена. Ти благодарам, ти посакувам убава и успешна и за тебе и за Македонија 2024. Благодарам, исто и на вас, беше задоволство. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас. Со мене се гледате и во четврток, да сте живи и здрави секако и чувајте се многу.